Ајде да зборуваме за штетните наративи. Убаво е да се биде патриот, да се сакаат сопствената земја и народ, да се почитува и негува сопствената култура. Патриотизмот означува позитивно чувство спрема татковината или на латински патрија од страна на поединци или групи. Се демонстрира гордост за достигнувањата и културата, за оние работи кои ги поврзуваат припадниците на една нација. Низ годините патриотизмот и национализмот се користеле на приближно ист начин. Сепак треба да се прави разлика помеѓу двата термина. Патриотизмот има попозитивна конотација, кај национализмот најчесто конотацијата е негативна. Зошто е тоа така? Зашто национализмот се користи за политички идеологии и движења кои лесно може да прераснат во извор на омраза и на аверзија. Национализмот ја одразува идејата дека на одредена нација треба да ѝ се даде приоритет, надмоќ и супериорност, па се користи синтаксата «ние сме најдобрите». Честопати ова создава нетрпеливост кон странците. Историјата не учи дека национализмот може да се поврзе и со фашизмот, кога се глорифицира големината и силата на сопствената нација, притоа не почитувајќи ги интересите на другите народи. Фашистичкиот режим го поврза национализмот со супериорноста, кога светот се увери дека екстремниот патриотизам и национализам можат да предизвикаат презир, омраза и непријателство и да доведат дури и до злосторства против човештвото. За жал за ова и не треба да одиме подлабоко во историјата. Доволно е да погледнеме бруталната руска инвазија врз Украина, со која што најдиректно беше прекршен суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата. Западот оцени дека целта на Москва е да го избрише идентитетот на Украина како независна и суверена нација. Секојдневно сведочиме на тажната реалност како стотици и стотици луѓе ги губат животите, со материјална штета што се брои во многу милиарди долари. Доброто на нацијата не може да ги оправда сите средства. Воспротивно, таквиот пристап овозможува фанатична и брутална нетолеранција кон другите нации. Фашизмот, шовинизмот и ксенофобијата се опасни. Запаливата реторика доведува до агресивна надворешна политика што го загрозува светскиот поредок. Но ваквата реторика се користи и внатре, во најразвиените демократии и представува закана за демократијата. Гледаме како екстремната десница промовира негативни националистички ставови и омраза кон различните. Креира поделба на добри и лоши, што води кон немири, судири, насилство, агресија, кон очигледна дискриминација на малцинствата. Како политичките актери се користат со екстремен национализам и патриотизам за остварување на целта? Едноставно. Прво, со овој штетен наратив се креира чувство на супериорност на сопствената нација на другите, па се создава заеднички непријател, па се прави поделба на ние и тие. На тој начин се прави поделба во општеството, па се преминува кон дискредитација на опонентот и прикажување на другите како заеднички непријател против кој што треба да се бориме. Како да го препознаеме овој наратив? Иако не е лесно, сепак има неколку елементи кои се повторуваат. Се употребуваат зборови и реченици со кои сопствената етничка припадност се става на сите други кои се помалку важни и вредни. Се промовираат сопствените идеологии како нешто што единствено се во корист на народот, а противникот се критикува дека им служи само на одредена мала елитна група луѓе која не ја одразува волјата на народот. До следното издание погледнете го истражувањето "Штетна" за штетните наративи.